Анализата на УНИЦЕФ налага неодложна оптимизација во основното образование. Ова меѓу другото денеска го посочи министерката за образование и наука Весна Јаневска во Штип. Од вкупниот број на ученици, 88% учат во 353 централни училишта, а само 12% од вкупниот број на ученици учат дури во 518 подрачни училишта. Тоа значи дека дел од нашите ученици се изолирани во сопствените средини, каде што немаат можност за добивање на квалитетно образование. Штип веќе започна и резултатите се евидентни. Таков пример е основното училиште во Новосело, просториите каде што се одвиваше образовен процес практично, заради намалениот број на интерес и број на ученици, се преадаптираше во простории за целодневен престој на дечињата од основното училиште Ванчо Праќе, со што се практично направи една оптимизација на ресурсите со кои што располагаме, на инфраструктурата во насока на одвивање на образовниот процес. Верувам дека и во следниот период ќе имаме вакви примери каде што ќе ја ставиме на располагање целокупната инфраструктура со која што располагаме во насока на оптимизирање на мрежата на основните училишта. Токму затоа и владата се залага за поголема реализација. Како влада ќе се обидеме со помош на нашите странски партнери што е можно повеќе да го забрзаме и во што е можно најкраток рок да го спроведеме. Само дополнително би рекла дека покрај основата користа на ученикот, корист ќе има и државата и секако општината, како што кажа градоначалникот, за искористување на овие простори за други намени, а секако и намалување на режиските трошоци. УНИЦЕФ, еден од носителите на проектот, е со следниот став. We want to make sure that children are getting the best quality education. Ние, како што напоменаа претходно и министерката и градоначалникот, сакаме да им овозможиме најдобар можен квалитет на образование на децата и знаеме дека во некои училишта има премалку деца, а во други пак има премногу деца. Сакаме тоа да се регулира на правилен начин и да овозможиме една поволна средина за учење за сите деца подеднакво. Денес ќе продискутираме за иницијатива која што се спроведува заедно со Светска банка, УНИЦЕФ и партнерот Биро за развој на образование. Веќе се спроведува во 23 општини и ќе се спроведуваат консултации со населението, со наставниците, со родителите и учениците за да се изнајде најдобар начин да се оптимизира училишната мрежа. На оваа тема, представници од 23 општини денеска се координираа на регионалниот состанок со министерката за образование, наука и представничката на УНИЦЕФ во Штип.